Почитувани, добре дојдовте во уште едно ново издание на трето полувреме. Денес ќе се дружиме со Martial Art Academy под раководство на Ацо Анастасов, кој воедно е и основачот на таеквондо спортот во Македонија. Со нас денес е Ацо Анастасов, тренер по боречки вештини во Академијата Анастасов. Ви благодарам што прифативте да бидете дел во трето полувреме, па би ве прашал за таеквондото. Обично кај нас кога ќе се спомене таеквондото, многумина ги асоцира на карате. Што всушност представува овој спорт, која е суштината и основната цел на таеквондото? Пред све, добар ден до сите гледачи на трето полувреме и каналот 24 Вести. Благодарност до вашата телевизија што одвои простор да направиме промоција на таеквондо спортот во Македонија. Веднаш, значи, прво ќе објаснам што е таеквондо, а покасно ќе кажам, значи, и зошто се добива таков печаток дека е карате. Таеквондо всушност е релативно ново име за боречки спорт кој настанува со обединување на повеќе стари корејски боречки системи. И таеквондо во буквален превод значи составено од 3 збора, значи скок и удар со нога, со цел да се скрши нешто. Квон значи рака, до значи правец, пат, се мисли на филозофски пат. Значи, главнината на таеквондо техниките е сочинета од удари и блокади кои се изведуваат со раце и нозе. Меѓутоа, таеквондо не може да се нарече само како боречка вештина и да се задржи само на тоа. Таеквондо е изворена духовна дисциплина, спорт и нормално одлична рекреација. Зошто многу сакаат тоа се случуваше? Као прво ќе кажам дека е релативно ново името, со тоа сакам да кажам дека само името е ново, а всушност спортот или вештините датираат многу поодамна и нивното потекло може да се следи низ вековите, дури според некои истражувања што има во светската литература за овој спорт, дека тоа може да се прати наназад и до 2000 години. Но во минатиот период сето тоа постоело под други имиња. Значи, 1955 година, јужнокорејскиот генерал Чој Хон Хи, кој многу го сметаат и основач на таеквондото, после ослободувањето, после Втората светска војна, на негова иницијатива ги собрал водечките инструктори од повеќе боречки системи во Кореја. Тука свикал голем дел значајни личности од корејската историја, публицисти, историчари од културата, и дал предлог да се створи една корејска вештина или еден национален корејски спорт. И тогаш го дале името таеквондо, што значи дека само името е ново од 1955 година, меѓутоа системот е многу постар. Сега зошто некој кажува дека е тоа спој на кунг-фу, некој кажува дека кунг-фу ова се потекнува од манастирот Шаолин. Меѓутоа, сето ова теорија паѓа во вода ако се земе во предвид дека индискиот калуѓер Бодидарма, кој отишол да шири будизам во Кина, во манастирот Шаолин бил 520-та година од ова ера. Ако се земе во предвид дека боречките вештини на тлото на Кореја постоеле уште 2000 години наназад, значи нема основа да се кажува дека се потекнува од Шаолин. Тој одиграл некоја улога во напредокот на боречките вештини, меѓутоа не може тоа. Друга работа, каратето и на нашето тло и воопшто во светот е многу поприфатено и побрзо донесено надвор од границите на Јапонија и е прифатено во јавноста и сега мајсторите за карате кога се појавува таеквондото како конкурент во светот, тие сакаат да кажат дека тоа не вреди, дека е тоа дел од каратето, некој стил овона, меѓутоа таеквондо си има своји правила, своји принципи и е посебна дисциплина. Вие сте основачот на таеквондо спортот во Македонија. Од кога се занимавате со овој спорт и кога го донесовте таеквондото во нашата земја? Значи, со боречки вештини се занимавам од својата 12-та година, од 1978 година. Тренирав долго време шотокан карате, бидејќи тогаш во нашата република постојаат тие два стила, шотокан и вадорју карате, друго немаше, нешто имаше џудо.
15 на години тренирав карате, се надпреварував, имав и некои резултати, меѓутоа дојде едно ниво кај што не можам да кажам дека сум научил све во каратето и никој не може тоа да го каже, бидејќи тоа неистрпна работа. Меѓутоа некако се заситивме од сето тоа, можеби и тогашните инструктори толку можеа да покажуваат и дојде до една досада од едно исто вежбање и во еден период се појавија тука публикации во нашите книжарници и од други боречки системи во тогашна Југославија и мене ме заинтересира теквондото. Проучував и други системи, сега да не ги именувам сите, но теквондото одигра значајна улога и јас станав поклонник на тој спорт. Меѓутоа, бидејќи немаше теквондо во Македонија, немаше каде да се вежба, јас тогаш бев релативно млад. Покасно стапив во контакт со тренер во Белград, кој е исто така основач на теквондо спортот во Србија, значи можем да кажем, сум учел од некој си извор. И 90-та година до 92-та година редовно одев еднаш или два пати месечно. Нормално тогаш бев носител на црн појас во Шотокан, не бев лаик, можев да ги резонирам техниките во теквондо, можев да ги прилагодам моите знаења од карате во областа на теквондото и теквондото да го внесам во мојот систем на тренирање. И одев таму буквално за еден тренинг, сега не е да се фалиме, меѓутоа, значи 450 километри одев во еден правец за 1,5 сат тренирање и назад се враќав за исто. Значи, постоел некој друг смисол или онаш предмалку што го кажав, она до во боречките вештини што на секоја боречка има джудо, карате до, теквондо, кјудо и аидо, значи тоа до ја одигрува улогата. Значи сме го одбрале правецот и космичките сили помагаат. Значи сум бил сиромашно дете, од сиромашно семејство, меѓутоа тој космот помогнал моите желби и сакања за теквондото да се реализира. Значи за тие 2 години усовршување дојдов на нивото на инструктор и кога сето тоа го стекнав, благодарение на инструкторот кај кого тренирав, ми предложи да отворам клуб во Македонија, бидејќи јас на таа возраст не бев многу опседна со таа идеја да го ширам тој спорт, едноставно го вежбав за себе. Меѓутоа, забележав дека бил многу мудар човекот што тоа ми го посочи. Со отварањето или регистрацијата на првиот клуб, забележав дека теквондото е многу прифатен во нашата средина. Веднаш тоа допринесе за регистрација на други клубови. Истата година регистрирав, тоа беше 92 година, до 94 година регистриравме 4 други клубови, каде што 94 ја регистриравме Македонската теквондо федерација. Македонската теквондо федерација е членка на Светската теквондо федерација, Европската теквондо унија, Балкан, значи во сите светски институции, во Македонскиот олимписки комитет и нормално прифатена во Агенцијата за млади спорт на Македонија. Така. Како спортска дисциплина си има своја поделба врз основа на стекнато знаење. Кои се поделбите во таеквондо? Значи, поделби може да има повеќе. Што се однесува, што рековте за стекнато знаење, значи тука има програма за стекнување на ученички и мајсторски појаси, така наречени, или степени, и според програмата секој степен има одреден временски период што треба да тренира и одредени техники што треба да ги совлада за да се стекне со наредниот степен. А што се однесува за поделбата на системот на од спортски аспект, значи постојат надпревари во теквондото, системот на надпревари, значи во борба, спаринг и во форми. Надпреварот се одвива во повеќе возрастни категории, значи за машки и за женски. Имаме од пионерска, кадети, јуниори, сениори и тие поделени во тежински категории. Сениорите имаат 8 тежински категории за машки и за женски, додека останатите по 10, што всушност значи дека нема некоја голема битна тежинска разлика од еден до друг борец и борбата е многу рамноправна. Тоа. Сите го препознаваат оној црн појас. Што всушност значи црниот појас? Како се доаѓа до него? Црниот појас тоа е еден пат, еден тежок пат од почетник што треба да се изоди, на кој пат треба да се стекнат многу знаења. Јас тоа секогаш го посочувам и на моите студенти и на учениците кои ќе се стекнат со наредниот појас, на самото полагање и доделување на појаси. Секогаш ние тренерите асоцираме дека не е тоа само појас врз основа на
знаењето од областа на техниките, значи колку имаме брзина, колку сила, колку перформанси. Меѓутоа, теквондо патот од почетник до црн појас е всушност и усовршување на личноста. Значи, тоа апелирам и на сите родители, затоа што кај нас имам забележано како тренер дека владее мислење дека некој родител ако го запише детето на теквондо или карате или верувам и други боречки вештини, дека тоа се некои тепачки работи, дека некои груби, меѓутоа треба да бидат сите свесни дека сите системи што потекнуваат од истокот, мислам тоа многу луѓе на западот го знаат, се духовни дисциплини и многу голема улога играат во развојот на личноста и многу е битно ако тоа почне од мали нозе да изучува таа филозофија. Верувате, ќе имаме сите многу покорисни жители во нашата република и воопшто во целиот свет. Околу опремата, дали е препознатлива таеквондо опремата, се разликува од останатите боречки спортови? Па да, си има, таа е сигурно традиционалната е малце поинаква, ова е сега модифицирана за да не биде многу иста со другите. А ќе кажам околу символиката на униформата, значи според основачот на теквондото, униформата во теквондо е во бела боја, што символизира чистота на душата. Значи секој поклонник на овој спорт мора да биде честен, мора да има чиста душа и тоа да го развива со својот тренинг. Таа е во два дела, затоа што системот се вежба и со раци и со нозе. Има соодветна боја на појасот според степенот што го има знаењето што го поседува. Истата е бела и е препорачлива сите на тренинг како што гледате и тука јас апелирам. Има клубови што некој пат идам на тренинзи и гледам идат со хеланки, сето тоа окей, модерно, можеби западњачки, се вежба со шорцеви, меѓутоа што е символиката на униформата? Значи, униформата треба да се носи на тренинг и сите да ја носат, затоа што на тренингот треба да бидеме сите еднакви, сите исти, да нема богати и сиромашни, да нема црни и бели, да нема христијани, католици и не знам што, него на тренингот сите исти и да го шириме тој дух на пријателство. Тоа е. Сакав да ве прашам околу вашите школи. Вие сте тренер во Martial Art Academy, така? Да, Академија за боречки вештини Анастасов, која има повеќе тренинг центри. Значи работиме теквондо, тука се обединети теквондо клубот Петровец, теквондо клубот Делини Илинден, теквондо клубот Ахилиус од Хиподрум, теквондо клубот Комбат центар Стајковци, Аерокик од Аеродром и Феникс од Рачево. Како ви поминува еден тренинг? Од почеток па до крај, кои се елементи се потребни за да се направи еден успешен тренинг? Да. Па и тренингот е поделен во однос на тоа, значи као прво која е целта на тренингот, што сакаме со тренингот да постигнеме. Ако е периодот кога имаме програмска активност и полагање за ученички појас или мајсторски, тогаш се учат перформансите од техниката. Меѓутоа, и самиот почеток кој ќе почне вежбачот, основно е да научи техника, па покасно да се учи за борба. Лошото во модерниот свет е тоа што секогаш ние модерниот свет брза, значи за да има што повеќе учесници на надпревари, за да има повеќе надпреварувачи. Со самиот почеток уште за месец дена има случаи кај што децата се туркаат на надпревари да одат. Сето тоа е неприфатливо. Мислам дека секој треба барем 6 месеци минимум да извежба, да совлада некој минимум од техниките за да може да се надпреварува. Што значи дека тренингот се состои пред све, ако е почетничка групата, значи изучување на техника. Меѓутоа, сето тоа е класифицирано, како што реков, во зависност од каква група е на тренингот. Ако зборуваме за спорт, олимписки теквондо, ако работиме со надпреварувачи кои треба да идат на надпревари. Нормално е, и тука има пак периодизација на тренингот. Дали е тоа припремен период, значи според науката за спортот. Ако е тој се дели на припремен надпреварувачки и во надпреварувачки период. И сега во припремниот период се знае, значи се учат општо физичките припреми, значи се доведуваат на максимално можно ниво. Па таа физичка припрема после се спојува со техничката и на крај се добива оние перформанси за врвен спорт, односно за врвни резултати. Значи, техниките, покрај физичкиот дел, усовршување на таа физичка способност, се усовршуваат, се изучуваат техниките напредно, па тие истите, како што гледате сега што вежбаат децата на одредени реквизити,
па сето тоа на заштитна опрема се усовршува со партнер и на крај се доаѓа до слободна борба. Општо, најразвиен систем е спарингот. Во теквондото 70 до 80% од тренингот е спаринг. Тоа е тоа. Освен вежбањето, слушам, имате посебни поздрави. Се надевам тоа се на корејски јазик, така? И што значи? Да. Па, например, командата Чариот, тоа всушност значи attention или внимание. Сите треба да застанат мирно, да ги средат мислите, да се ослободат од сите надворешни влијанија, да го насочат вниманието на тренингот. Со командата Кјонгне, тоа значи треба да се поклони. Тоа е традиционален поздрав кој постои од како постои и теквондото. Тој постои во сите други боречки вештини. Преку него се изразува значи како прво почит кон спортот или вештината што ја тренираш, почит кон сите мајстори што го пренеле тоа знаење досега кои сега не се меѓу нас, почит кон тренерот што го води тренингот и нормално почит, односно во текот на тренингот, при спаринг или при било какви работи, ако дојде до некои несакани контакти, преку тој поздрав сето тоа се елиминира и се заборава. Од надпреварувачки карактер, дали во Македонија организирате надпревари или одите во соседните земји, меѓународни надпреварувања? Како оди тој цикл? Во склоп на Македонската теквондо федерација си постои систем на надпревари, си имаме календар за надпревари и тоа е поделен, како што кажав пред малку. Значи имаме републичко првенство за пионери, републичко првенство за кадети, за јуниори, сениори во борби и во форми и нормално имаме и куп надпревари кои одредени клубови според некои нивни датуми, според некој јубилеј ги изведуваат. Значи годишно некаде околу 10 на турнири на тлото на Македонија и тука организираме два меѓународни надпревари. Имаме Скопје Опен и трофеј на Скопје, на кој на минатиот турнир трофеј на Скопје имаше учесници од 10 земји. Значи тука балкански, меѓутоа 10 сепак е бројка тука во Македонија. Може да се каже и една Грција, што ете имаме некои конфронтации со нив. Спортот допринесува да се дружиме покрај сите политички овие влијанија. Освен во Македонија, каде на други места си имате надпреварувано, забележано добри успеси? Па пак и тука, значи пак во регионот, значи целиот Балкан, овие поранешните ју републики, си имаме одлични контакти и пријателски односи со нив и според финансиските можности учествуваме на голи. Исто така на 10 на други турнири, тука да ги споменам, значи имаме во Република Српска, во Хрватска, во Словенија, во Србија повеќе настапи имаме бидејќи ни и поблизу. Црна Гора имаме еден турнир, Албанија, Бугарија, Грција, тука. Сега нормално во овој период на постоење имаме учество на сите балкански првенства, имаме доста и медали. Еве оваа година имаме и златни медали од балканските првенства, значи добар показател дека одиме во нагорна линија. Имаме учество на европски и светски првенства, каде што немаме се уште резултати и мислам дека уште сме малце под тоа ниво, но тоа не значи дека не треба да учествуваме. За илустрација ќе кажам дека еве на последното светско првенство за кадети што беше во Баку, учествува некаде околу 90 држави, од кои само 20 има на ранг листата медали, додека останатите ниедна немаше медал. Што значи сите одат, па не треба тоа да не обесхрабрува. Една Украина, например, кога нема медал, што има толку милиони жители, така да мислам дека општо познато е дека во нашата земја боречките спортови се развиени и свесен сум или оптимист сум дека во блиска иднина ќе имаме резултати на тие нивоа. Колку моментално членови брои вашиот клуб? Колку е заинтересираноста кај младите? Која е идеалната младосна возраст за почеток на овој спорт? Па во клубот, во академијата во моментот членуваат некаде околу 150 членови. Возраста е поделена, значи најмала возраст имаме искуство со 4 годишна возраст. Обично тука се пројавува интерес кај некои родители, некои мислат дека е тоа мала возраст, меѓутоа можам да кажам дека и да ги охрабрам сите родители дека слободно може да ги пуштат децата на таа возраст, бидејќи тие деца работат по специјализирана програма за таа возраст и не е ништо страшно, дури е многу корисно децата уште од најмала возраст да се бават со физичка активност и да почнуваат да ги изучуваат овие
техники на теквондо или било која друга вештина. Постои ли граница на тренирањето во годишната возраст? До кога има ли учењето крај? До каде е врвот во таеквондо? Па нема крај, значи имам јас мои пријатели што на пример се повисок ранг од мене, што се познаници, мислам кореанци, кои се на возраст и од 80 години. Сега да немам што да ви илустрирам, може на интернет секој да погледне, значи тие скокаат и на 2 метра, кршат даска, што значи редовниот тренинг допринесува и до касни години телото и умот да се одржуваат и да можат да успешно да изведуваат техники од областа на теквондо. Само тука би напоменал дека теквондото е извореден систем кој подеднакво може да го тренираат и машки и женски, како што кажа во најмала возраст. За теквондо вежбањето реков дека на тренингот е битно да се има униформа, меѓутоа за индивидуално тренирање не ни треба сала, може да излеземе во било која природа, ако е добро времето, со обична тренерка, не ни треба некој пат ни партнер, не ни треба ни група, може и сами да вежбаме. Тоа се убавините на теквондо спортот што може секој да се бави со тоа. За крај, што би им препорачале на младите токму да се одберат за таеквондото? Како да ги мотивираме да се одберат токму за овој спорт? Па сакам да кажам, значи токму за теквондо, сега секој поклонник на боречки вештини, секој инструктор ќе каже за својот систем дека е најдобар, меѓутоа една од основните причини за да ги убедам, односно апелирам на младите да се бават со теквондото, е таа што теквондото, за разлика од останатите боречки вештини, е олимписки спорт уште од 2000-та година и е многу битно во Македонската теквондо федерација да придобиеме што повеќе млади членови кои би можеле да ги усмериме кон теквондото и усовршувањето на теквондо техниките, за да може да направиме поголема масовност како би можеле да имаме, односно да бидеме поконкурентни во светот. Затоа што со помало членство имаме и помали резултати, тоа е нормално. Апелираме уште еднаш, значи сите македонци, значи што живеат во Македонија, тука зборувам и другите националности, добре дојдени се, значи нека дадат допринос за промоција на нашата република во светски ранг. Со нас е Александар Вељановски, поранешен надпреварувач, но сега и тренер. Да ни објасните, прво добре дојдовте. Добро ве најдовме. Ви благодарам што одвоивте времејете за нас во трето полувреме. Би сакал да ве прашам како почнавте како надпреварувач, па стигнавте до тренер да бидете денес. Па, значи, вежбам прво да ви се благодарам што ни укажавте чест да дојдете кај нас на тренинг. Значи, моите почетоци беа како мал, бев многу пргав. Сакав нешто спорт, боречка вештина, го гледав Брус Ли или Джет Ли цело време по филмови и кај мене во хиподром во населбата имаше теквондо клуб Хваранг. Тоа е и мојот прв клуб каде што започнав. Значи се тоа беше, да речеме, прва љубов на спорт, така колку да се каже да одам рекреативно да вежбам. Но како доаѓаа годините, се повеќе и повеќе почнав да го засакувам спортот и да пројавувам желба за надпреварување. И се тоа започна од мојата, значи првиот надпревар ми беше 2005 година во Белград и од тогаш почнав веќе да настапувам активно на надпревари. Значи мој поголеми успеси се 2008 светско првенство јуниорско, 2014 во Баку сениорско првенство, европско, квалификации за олимпијада, значи и тоа е тоа, значи до сега. Моите, значи, впечатоци од целокупната работа ги префрлувам на помалите деца, значи отворив свој клуб, каде што во соработка со Аца Анастасов, значи основач на македонското теквондо, значи кој што ми го дал целото знаење, значи што го имам, отворив свој клуб, еве веќе 2 години активно се занимавам, имам околу 30 на дечиња, што се надевам дека за понатака ќе биде и уште повеќе, ќе има уште повеќе. Во најблиски иднина, што ве очекува понатаму? Значи, пред се имаме неколку турнири што се во регионот, кои што се, да речеме, од меѓународен карактер, значи тука се Зрењанин Опен, Белград, Омега Опен, значи имаме трофеј на Белград, во Босна имаме турнир, но за нас од поголемо значење се G1 турнирите,
тие значи се собираат бодови за Олимпијада. Значи со првиот тим, тоа се околу 7 до 8 деца, атакуваме на тие турнири затоа што се надеваме 2020 да имаме кандидат. Значи сакаме да дадеме се од себе со нашите значи млади надпреварувачи да ги фатиме тие турнири G1, затоа што тука е кремот на теквондото. Значи најдобрите од теквондото се тамо. Значи сите одат за Олимпијада, сакаат да учествуваат на Олимпијада, тоа е предизвикот. Значи најдоброто нешто во теквондото е Олимпијадата. За да стигнеме до Олимпијада, потребни се тие G1 турнири да влеземе во топ 6. Значи тоа да бидеме реални за нас се високи дострели, што да бидеме реални тешко се остварливи, но зашто да не пробаме? Може ќе имаме среќа, може ќе биде Господ со нас и ќе донесеме 2020 да имаме на Олимпијада Токио учесник. Се надевам дека зацртаните цели ќе ви се остварат и посакувам голем успех, па кога ќе се вратите со така успеси, повторно ќе се видиме и ќе имаш што да ни понудите. Така, ви благодарам на вашето време, се надевам дека повторно ќе се видиме. Вие како се викате? Деспина Јовчевска, Колку години Деспина имате? 14. Од кога почнавте што ве мотивирало да се одлучите токму за таеквондо? Татко ми ме запишал однака чисто да виде докаде ќе стигнам, пошто цело време бев пред компјутер. И еден тренинг, втор тренинг и така продолжив, ми се свигаше борбите како одат, тоа надпреварување и тоа. Така, до кој ранг стигнавте? Имате некој појас? Да, први ден тоа е прв пун и тоа е црн појас, првиот чекор на црн појас. Така, каде си имате надпреварувано? Имате некои ваши големи успеси? Да, имам доста големи успеси, како што рече тренерот Александар, G1, имам таму победена една борба, кај што втората имам изгубено. Потоа имам на доста меѓународни надпревари, кои што се така во близина, во Балканот, Србија, Бугарија, Словенија, исто така и на балкански првенства имам оден. Би сакала нешто да им порачаш на твоите врснички да се одлучат токму за овој спорт? Па да, би сакала да им кажам да се запишат на овој спорт, зашто е многу добар, нема само борба, има и форма, каде што таму нема повреда, има покажување на форми и таму има доста освојувано медали. Почитувани, ви благодарам што не следевте. Тоа е се во денешното издание на Трето полувреме. Ве поздравувам до следниот понеделник.